И кога ќе направам старт да почнам? Почитувани присутни, добар ден, добре дојдовте на уште еден Едуино вебинар. Со огромно задоволство би сакала во моментов да го најавам третиот серијал на Едуино вебинарите, а оваа денешна прва тема ќе ни биде вовед во формативно оценување. Јас сум Александра Петровска, во улога на ваш денешен модератор, а во продолжение денеска би слушнале двајца предавачи обучувачи, и тоа Игор Богдановски и госпоѓа Наталија Ацеска. Она за кое што ќе говориме денеска во продолжение би сакала да напоменам дека ќе се преведува, поточно ќе има симултано толкување на албански јазик, затоа малку подоцна ќе ви ја објаснам целосната постапка како би се извела. Меѓутоа, за оние кои што не успеале во моментов да ни се приклучат преку Zoom апликацијата, бидејќи максимумот достигнува до 500 следачи, истото може да го направат преку YouTube каналот, за кој што е споделен нов линк, и ве поканувам да ни се приклучите и да пристапите кон истиот преку страната на веб страната на Eduino, www.eduino.com. Во продолжение, тоа е тоа што во моментот ви покажав, апелирам да ни се приклучите сите во YouTube каналот, со тоа што јас на почетокот би се обидела да бидам малку кратка и да ви представам што представуваат нашите вебинари. Бидејќи имаме симултан толкувач, ќе морам да говорам малку поспоро. Затоа во овој момент ви велам дека тоа не се нашите заеднички интерактивни онлайн настани со 1 до 2 говорника. Денеска ќе имаме 2 говорници и во време трајање од 90 минути. Би сакала само да ви се заблагодарам за вашето трпение кое што го имавте пред почетокот на овој вебинар, и предпоставам дека во видната музика која што нашата екипа ви ја пушти како една добра мотивација, убаво ни дојде за расположение пред почетокот на истија. Фокусирани сме овој пат на споделување на знаење за современи и иновативни теми, и тоа од истакнати практичари и експерти. Подготвени ни се темите согласно однапред дефинирана и одобрена програма. Тие програми секако ни се придружени со практични вежби, примери и интерактивни прашања. Нашите постигнувања во изминатите серијали, поточно во вториот серијал, се навистина високи. Поточно вкупната посетеност на бројката на Едуино вебинарите е нешто повеќе од 21.000 слушатели, со над 2.000 слушатели во просек на еден вебинар. Што значи дека тоа е еден јасен показател за огромниот избор и интерес во однос на темите, кои што беа понудени од страна на рамките на минатогодишниот серијал. Во рамките на второто издание на серијалот Едуино вебинари беа понудени 10 квизови, тие се секако за проверка и на стекнатите знаења, и тоа на секој вебинар поединечно. Вкупната бројка на учесници кои одговориле на квизот за стекнати знаења беше над 12.000, со просечна бројка од околу 900 издадени сертификати за стекнати знаења по вебинар. Главниот фокус ни беше ставен на активностите на Padlet, тоа се применливоста на стекнатите знаења, и вкупната бројка на поднесени активности на Padlet беше над 700, со над 450 издадени сертификати за стекнати знаења. Овие резултати ни се јасен показател за огромниот интерес кај наставниот кадар, но и за темите и содржините кои што беа понудени. Тоа што е дополнителен мотив да продолжиме да спроведуваме уште многу вакви успешни вебинари во рамките на третото издание, ќе го направиме во овој серијал на Едуино вебинарите. Она што ни е како клучна измена, а веќе можеби за дел од вас и познато, дека имаме зголемен фокус кон применливото знаење, со што се опфатени иновативни и напредни теми, нормално со нова програма преку предвидување на трендови и потреби, и креирана е специјална и посебна страна за Eduino, www.eduino.mk, која што ве поканувам да ја посетите. И исто така е зголемен прагот на комплексноста за стекнување на дигиталниот сертификат.
Дигитален сертификат секако дека ќе можете да добиете и од овој вебинар, и тоа овој пат само за стекнато знаење. Како што знаете, секогаш на крајот од излагањата на нашите предавачи, завршувањето на вебинарот, ќе биде отворен и прикажан код со кој што ќе имате пристап до еден онлайн квиз. Квизот е подготвен од предавачот и ќе ни биде отворен 15 минути. Доколку одговорите точно на најмалку 70% од прашањата, или тоа значи 7 од 10 прашања, ќе ви биде изготвен и ќе ви биде испратен сертификат. Повторно ве поканувам да ја посетите страната на Eduino www.eduino.mk. Во моментов би ги напоменала кои ни се инструкциите за следење на вебинарот и тоа преку апликацијата Zoom, со тоа што вашиот микрофон и камера автоматски вклучени, вашите прашања можете да ги поставите само, исклучено, само преку апликацијата Mentimeter и тоа за сесијата на прашања и на одговори која што ни се наоѓа пред крајот на наставата. Оние кои што не следат преку YouTube каналот, бидејќи преносот се врши во живо, може да не доцне до 60 на секунди, тоа е зависно од вашиот интернет кој што го поседувате, брзината на интернетот, а вашите прашања повторно и тука може да ги поставите само преку апликацијата Mentimeter и тоа повторувам за време на сесијата на прашања и одговори поточно на крајот од наставата. Ова се следните подесувања кои што би требало да ги направите за да не следите преку YouTube. Чекор 1, значи кликнувате на Settings, одите на моментот каде што треба да го одберете квалитетот на следењето и на крај како трет чекор одбирате 720 пиксели или повисок квалитет. Секако, како што веќе напоменав, имаме симултан толкувач, овој пат и на албанскиот јазик. За оние кои што не следат преку Zoom, најдоле десно може да видите алатка која што ни вели со убави болдирани букви Interpretation, кликате на истата, потоа од изборот на јазици си селектирате на кој јазик сакате, во случајот тоа е албанскиот јазик, за да на крај кликнете на опцијата Mute Original Audio. Истите подесувања се и доколку не следите преку вашите мобилни уреди. Значи, на истиот начин би требало да постапите. Доколку не следите преку YouTube каналот, најпрво би требало да отворите веб страната на Eduino, која што неколку пати ја потенцирав, ја повторувам повторно, www.eduino.mk, го избирате вебинарот кој што го следите, денешниот вебинар, и потоа одите надолу, најдоле, од десната страна, некаде пред квизот ни доаѓа да одберете дали сакате да следите на македонски, во тој случај кликате на МКД, или доколку сакате наставно да го следите на албански јазик, кликате АЛБ и веднаш добивате симултан толкувач. Ви замолувам, како и секогаш до сега, оние кои што не следеле, верувам дека тоа се во огромен број, да ја отворите и страницата на Mentimeter, поточно www.menti.com и да го впишете кодот кој што е прикажан на горниот дел од екранот, бидејќи на тој начин ќе овозможиме и на интеракција помеѓу нас, нашите предавачи и нашите следачи. И затоа во овој момент ви препорачувам да отворите алатката на вашиот мобилен уред, меѓутоа со еден нов тап. Оваа алатка, како што кажав, ни овозможува одговарање на интерактивни прашања кои што вие ќе ги гледате на екранот од страната на модераторот, од мене. Секако да пристапите до Менти можете и со скенирање на овој код. Јас ќе го задржам малку слайдот, чисто за да можете да пробате и преку вашите мобилни уреди да го скенирате. Ви благодарам, веќе пристигнуваат лајкови во форма на срценца кои што покажуваат дека кодот ни функционира и сметам дека доволно време беше на екранот. Знаете што не е следно. Започнува оној дел каде што воведот го завршивме. Знаете што треба да направите, вашето име, потоцно да ни се представите. Јас би сакала да видам дали ни се присутни тука и колеги или повеќето големиот дел ни од женскиот пол, како што можам да забележам.
бидејќи ротираат имињата, не има во голем број. Тања, Маја, Бојана, Снежана, Билјана. Да пробам да зумирам и да се фокусирам на некое машко име. Очигледно, помалку ни се колегите застапени, ама затоа имаме ние денеска колега предавач, кој што ќе ни биде на голема мотивација за и останатите колеги да ни се приклучуваат. Верувам дека се запознавме горе-долу со нашите и вашите имиња. Одиме со следното прашање. Веќе ви е јасно за кое прашање станува збор. Овие се воведни прашања кои што се идентични на сите вебинари. А тоа е од кој град ни доаѓате. Јас секако претпоставувам дека не следите од секаде според бројката на пријавените учесници. Очекувам да не има од целиот регион непосредно, меѓутоа и оние кои што не успеале да се приклучат во моментов од лични нивни, можеби оправдани причини, секако дека ќе можат снимката да ја прегледаат на страната на Едуино и на тој начин да се воведат во темата за која што ќе говориме денеска. Јас навистина се обидувам колку можам поспоро да говорам, да зборувам, меѓутоа таков ми е карактерот, нема да ми замерите. Секако сето ова треба да биде преведено на уште еден јазик. Па се надевам дека ќе бидеме успешни во истото. Ви благодарам колеги на одговорите дадени од градови како што можам да забележам. Овој вебинар морам да потсетам дека е наменет за наставници и тоа не само од основните, туку и од средните училишта, но и сите оние кои што сакаат да се запознаат со можностите за примена на формативното оценување по наставата. Наставата секако може да не биде хибридна и со физичко присуство. Вебинарот ни представува вовед во темата и нуди преглед на различните модели на формативно оценување за ефективно учење, секако и подучување. Ова е моментот кога јас би сакала во неколку реченици да ги представам нашите денешни предавачи, обучувачи. Станува збор за госпоѓа Наталија Ацеска, која ни е представник, советник од Бирото за развој на образование, и предавачот Игор Богдановски, кој што е наш колега, професор по математика од Основното општинско училиште Блаже Коневски од Прилеп. Кога станува збор за госпоѓа Наталија, можеме слободно да потенцираме дека таа веќе 20 години е во образовниот сектор, но тоа не е од една страна, а од друга страна, според нејзината биографија, таа е навистина обширна, она што се обидов да го издвојам во неколку реченици, се надевам дека ќе ве импресионира. Таа е член на мрежата ЕПАН, тоа е мрежа на советници за образовни политики при Советот на Европа. Во продолжение таа е член на Комисија за образование, интернационален тренер за Глобе програмата, но незината природа и природна харизма и високата професионалност која што ја поседува, секогаш дава огромна поддршка на наставниот кадар. Воедно таа е и првиот Scientix амбасадор, а она што ја прави поразлична од незините колеги советници е податокот дека госпоѓа Наталија има докторирано на тема образование за одржлив развој. Кога станува збор за нашиот следен говорник, нашиот денешен предавач господинот Игор Богдановски, и за него со задоволство можеме да кажеме дека повеќе од 20 години работи и делува во образовниот сектор. Тој е автор на повеќе трудови, и тоа од областа на образовниот менеджмент и математиката. Колегите за господин Игор велат дека тој е упорен, секогаш е подготвен за учење на нови работи, додека пак неговата девиза е: знаењето единствено се зголемува со споделување. Па тој вели, сега ви цитирам: ако јас знам нешто и тоа го споделам,
тогаш и двајцата ќе бидеме побогати. Едниот за искуство, а другиот за знаење. На моје огромно задоволство, уште еднаш би ги представувам нашите двајца денешни говорници, господја Наталија Ацевска и господин Игор Богдановски. За да ги приклучиме и интерактивно да поразговараме во моментов, дали ме слушате, Наталија? Да, добро. Игор, ме слушате? Да. Одлично, ви благодарам. Почнуваме со дел од прашањата кои што ни се поставени на менти. Поточно првото прашање ни вели дали сметате дека формативното оценување е оценување на наученото и оценување за да се научи нешто повеќе. Нашите колеги веќе започнаа да даваат одговори, процентите делумно ротираат, меѓутоа, еве, господја Наталија, дајте ни вие ваше видување кратко на ова прашање. Јас веќе гледам дека колегите се доста подготвени, па Игор, можеби треба по почеток да се откажеме од предавањето, според резултатите. Но како и да ме радува фактот што нашите колеги кои што се приклучиле на овој вебинар веќе поседуваат компетенции за формативно оценување, но сепак јас се надевам дека нема да биде попусто она што ќе го слушнат во наредните час и половина заедно со нас, бидејќи само може да ги подобри нивните вештини во она што веќе го знаат. Ме радува овој процент што го видов, но нема повеќе да откриваме, нели? Ако почнеме сега да зборуваме, после ќе се изгуби драшта на она што следи понатаму. Така е, точно така, ви благодарам, Наталија. Ќе преминеме ние кон следното прашање. А тоа ни вели дали сметате дека диагностичкото се извинувам во живо, оценување може да се изведува и тоа при комбинирана настава, веќе добиваме ние одговори синхрона или асинхрона настава. Дури не успеав ни да ги испрезентирам можните солуции, меѓутоа веќе гледаме дека комбинирана настава ни доминира. Јас би го поканила Игор да ни даде некако вовед во ова прашање. Одговорите некако можам да кажам искрено дека ме изненадуваат и дека, како што спомна Наталија, нема да ни биде залудно потрошена вечерта тука. Затоа што поканувам да доследат до крајот, па повторно да би ги замолили да одговорат на исто прашање, па да видат како ќе биде одговорот потоа. Да направиме една евалуација на крајот. Секако, секогаш е потребно не само тоа што го знаеме, туку да го прошириме, а на крајот секако и да си го констатираме наученото. Одиме кон следното прашање. Која алатка последно сте ја користиле за формативно оценување? Овде не ни се дадени предлози на одговори, затоа што можете да размислувате навистина во широки настапи и големи димензии, можете да ни одговорите со сето она кое што сте го користеле во принцип е така да, до сега во наставата. Сметам дека нема точни или погрешни одговори. Чек-листа, наставен лист, сега мене многу брзо ми ротираат, ми се вртат. Ајде, рубрика, тестови. Да почнаа да излегуваат сите, затоа што најверојатно колегите требаше да ги напишат изненадени, мисля дека треба да одговорат на понудени, но ќе видиме покасно некаде во втората половина на вебинарот. Дали ни се ова точните одговори? Тоа ќе го констатираме на крај. Ќе оставиме да доследат за да не откриваме комплетно се. Добро, ви благодарам колеги на изнесените одговори. Ќе можеме да продолжиме. Повторно немаме овдека наведено можни одговори, поточно би требало да наброите активности за формативно оценување. На кој начин ги оценувате учениците, преку какви видови на активности? Прашањето е толку многу опширно, што навистина со еден збор тешко дека би можело да се одговори. Ајде да ги поканам говорниците, што мислам, дали можеме во едно зборче да дадеме некој вид на одговор? Одговорот нема да го дадеме, затоа што веќе рековме, нели, ова е некој своевиден предтест. Но имаме одговори за кои што вреди да се дискутира овде, дали одредена активност е во корелација на формативно оценување, во корис на
формативно оценување и така натаму. И заради тоа е добро кога понатаму тие ќе го слушнат сето она што ќе го слушнат од мене, а повеќе од Игор, можеби ќе се пронајдат самите себе си, но гледам дека нашите колеги барата доста со активности кои што се поврзани со формативното оценување, од ова што можам овде да го видам. Значи, ова е само едно интригирачко воведче за да можат тие да си се пронајдат себе си, да знаат докаде е нивото на нивното познавање на формативното оценување, а верувам дека високо, бидејќи формативното оценување не е новост за нашите колеги, но ова е само можеби продлабочување на нивните претходни знаења. Точно така, тоа сакав да го искоментирам, дека навистина сите ние кои што работиме и делуваме во образовниот сектор, секако дека имаме некакви предзнаења, но убаво е тие да ги продлабочиме и да ги прошириме со токму вакви едукативни настани. Ви благодарам. Ова е моментот кога јас, како ваш денешен модератор, морам да го предадам подиумот. Ја поканувам да ви се обрати на почетокот госпоѓа Наталија Ацеска, а потом ќе продолжи и нашиот предавач Игор Богдановски. Помилете, Наталија. Благодарам, Александра. Најпрво да ти заблагодарам на прекрасната најава. Толку убаво ме испофали што сега не знам дали ќе оправдам барем дел од она што ти го кажа за мене. Не се сомневам. Ќе се потрудам. Јас би сакала најпрво да ги поздравам сите мои колешки и колеги кои што се денеска со нас. И морам да изразам едно жалење, зашто во моментов се чувствувам јас хендикепирана. Се чувствувам хендикепирана дека ми недостасува нивната фацијална експресија. Да го видам нивното негодување, одобрување, да знам дали добро објаснувам или не. Навистина тој дел од сите мои можни комуникации со наставниците ми е најважен и жалам што сега не можам да ја имам таа комуникација, но еве ќе се обидам да замислам дека тие се тука. Затоа што вие тоа го извеславте во изминатите 2 години и веројатно сте го почувствувале на ист начин како и јас сега што се чувствувам, бидејќи јас самата се гледам, а вие многу ми недостасувате. Вие го видовте насловот на овој вебинар, на ова предавање. И не се сомневам дека овој вебинар и овие содржини што ќе ги слушнете не се новост за вас. Знам дека формативното оценување е еден неприкосновен дел од вашето континуирано работење во наставниот процес. И можеби сте помислиле, леле, уште една обука, уште еден вебинар за формативно, па јас се си знам. Но има еден дел кој што недостасува во насловот на овој вебинар, а тоа е вовед во формативно оценување, но во корелација со дигитална настава. Веќе Александра спомна, бидејќи овде сега нема да зборуваме само за настава со физичко присуство, туку и за комбинирана настава и за настава на далечина. И како формативното оценување да го адаптираме на сите овие модификации кои што ги претрпивме изминатите 2 години. Товарот беше на сите вас. Јас знам низ какви обиди и грешки вие учевте и растевте и знам дека преку целиот овој процес, кој што изминатите 2 години не се случуваше на сите нас, вие сите станавте многу појаки. Сега, во текот на овој вебинар ќе се обидеме да доловиме што е формативното оценување во дигитална настава и како формативното оценување да го применувате преку најразлични методи во хибридната настава, во настава на далечина. Иако ние сега сме пак вратени во нормала, неприкосновено е чувството дека оној дел што го имавме претходните 2 години ќе остави белек. Вие се уште ќе користите алатки, стратегии, техники за асинхроно, синхроно оценување и така натаму. Нормално сите овие новитети ќе ве прават и многу појаки и многу покомпетентни, но како започна целата ова приказна во однос на овој вебинар и како дојде до ова што сега денеска го слушаме. Всушност, пред неколку месеци, јас и Игор бевме на една обука која што траеше 5 дена. Таа обука беше испорачена од регионалната канцеларија на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азија. И тука за време на тие 5 дена ние имавме неверојатно чувство дека сме веќе таму во Женева, дека ние сме со нашите колеги од другите
земји од регионот, бидејќи беше обука полна со интеракција, со предизвици, со бура на идеи, со делење во групи. Немавме чувство, јас барем немав чувство дека ми недостасува интеракција и тоа беше врв на она што јас го доживеав преку учење на далечина. Дури имавме и домашни задачи. И кога завршија тие 5 дена и ние ги изучивме тие 5 модули, денеска е вебинарот кој што ние го имаме, кој што има повеќе информативен карактер. Јас сум поканета на овој вебинар повеќе како представник од Бирото за развој, за да ве информирам дека во блиска иднина ќе се случуваат обуки кои што се поврзани со овие 5 модули. Еве Игор веќе ми го пушти слайдот со првиот модул, веќе почнува полека да открива. Значи, за време на тие обуки кои што ќе следат, вие ќе имате можност да научите многу повеќе за формативното оценување во дигиталната настава. Кој е првиот модул? Првиот модул кој што ќе биде опфатен во обуките ќе биде за основите на формативното оценување во дигиталната настава. Значи, адаптирање на она формативно оценување кое што ние веќе си го знаеме во контекст на она што новото што ни се случуваше изминатите 2 години, што веројатно ќе го практикуваме и во иднина. Вториот модул ќе биде фокусиран на спроведувањето, на имплементацијата, спроведувањето на формативното оценување, при што преку овој модул ќе се најде начин како да се адаптира формативното оценување на новите трендови на учење. Третиот модул ќе биде повеќе фокусиран на стратегиите на формативно оценување. Нормално тука во овој модул ќе се изучуваат начини како да се формулираат прашања. Дали тоа да бидат вкрстени прашања, диагностички прашања, отворени прашања. Значи, прашања од секој вид кои што ќе овозможат побогат избор на стратегии за формативно оценување во дигитална настава. Додека четвртиот модул ќе биде повеќе фокусиран на активностите и алатките кои што ќе се користат за спроведување на формативното оценување во синхрона настава, асинхрона настава, значи да се адаптира формативното оценување спрема потребите на наставникот. И тоа не би било се и не би било цело, не би ја добиле целината доколку не би го имале петиот модул. Затоа што петиот модул би бил врв на сето она што го кажавме досега или што ќе се следи на обуките кои што ќе ги имаме, а тоа е начинот како да се користат резултатите од формативното оценување. Како да се проследи корисна повратна информација до учениците, до родителите и како да се искористат тие резултати за подобро подигање на нивото на наставата кај нормално во учечко-поучувачкиот процес. Морам да напоменам дека овие модули се поврзани. Не може да се оди на последниот модул, а да се прескокнат првите 4. Мора да се посетат последователно за да се дојде до едно целисходно изучување на формативното оценување во дигиталната настава. Што ќе произлезе од овие обуки, од овие модули? Ќе произлезат наставници со подобри, појаки компетенции. Она што веќе го знаат, да го продлабочат, да го зајакнат и да го користат во различни концепти. Но интересно е да се каже дека кога се користи формативното оценување, без разлика дали е со физичко присуство или учење на далечина, најважно е имплементацијата на резултатите. Веќе напомнав на почетокот дека вие кога дојдовте на овој вебинар, дојдовте да слушнете нешто што веќе го знаете. Но јас сето ова би го илустрирала со еден пример. Примерот е многу интересен и често пати знам да го кажам, ако навистина најдам компарација со некоја ситуација која што ќе ме поведе дека тоа би можело да се спореди, така и ова и сега. Значи, приказната оди вака. Си бил еден многу богат бизнисмен, кој што имал ланец на продавници за чевли на сите континенти, во сите земји, буквално насекаде. Но, според некоја анализа, утврдил дека таму на некој остров тој нема отворено се уште
своји продавници, неговите чевли не се продаваат таму. Што направил, бидејќи бил добар предприемач, ги пратил своите најдобри агенти, двајца, да го испитат пазарот. По неколку дена добил 2 телефонски повика. Првиот телефонски повик бил од агентот број 1. И рекол: газда, јас се испитав и имам многу лоша вест за вас. Овде никој не носи чевли. По неполн час се јавил вториот агент за продажба. Неговата информација била од ваков карактер. Газда, имам фантастично добра вест. Овде никој не носи чевли. Така и овој вебинар. Ова е формативно оценување. Ова се надевам дека сите вие кои што сте овде на овој вебинар сте како агентот број 2. Дека сакате добри вести. А мојата институција од каде што доаѓам, Бирото за развој на образование, секогаш ќе стои и ќе поддржува секакви иницијативи кои што се поврзани со добри вести во областа на образованието. Ви благодарам. Толку од мене, а сега му давам збор на Игор. Како викат на младите, светот останува, тој е помлад, има повеќе енергија и мислам дека може полесно и подетелно да ви објасни за сите модули кои што ќе предстојат на обуките кои што сега ви ги најавив. Ви благодарам. Благодарам, Наталија. А сега имам еден проблем, како голем практичар, треба да се обидам многу да кажам, тоа да го кажам полека, заради нашиот толковач на албански. Па ќе се обидам. Некои работи ќе ги видите, ќе ги прочитате, но уште еднаш да напомнам, уште еднаш да повторам, дека сите модули што ќе ги работиме тука, детално ќе бидат обработени на дополнителни обуки кои што ќе следат. Денес, по мој избор, по договор со Наталија и целиот тим, направивме избор на тоа што сметаме дека би ве заинтригирало за да ги следите обуки. Сега ќе се запознаеме со целите поединечно на секој модул, а потоа ќе видиме што од тоа избравме во кратки црти. За првиот модул ќе ги разгледаме различните видови на оценување и нивна употреба. Потоа, како втора цел за првиот модул, ќе дадеме опис на настава насочена кон формативно оценување и кон ученикот. Мораме да напомнам тука дека нашето предавање, сака или не, е пред се сумативно насочено. Но ќе треба да се менуваме и тоа да го насочиме формативно и кон ученикот. Како трета цел за овој модул е поддршка во развојот на вештините за саморегулирано учење кај учениците. Размислувајќи како да кажам многу, а малку, послужив со следната илустрација. Во центарот на овој слайд ги гледате различните кутии кои всушност ни ги представуваат нашите училници. Како влез во нашите училници имаме ученици, наставници, ресурси, правила, барање, нервоза на родителите без која не може, различни стандарди, тестови и уште многу други влезни параметри. Овие влезни параметри го чинат богатството на нашите училници. Но формата на нашата училница е иста. Оно што треба да произлезе од училницата, без разлика дали тоа е убава, накитена, дигитално богата или не, се следните излези. Повторувам, ова се карактеристики што треба да произлезат од секоја наша училница, без разлика дали се во Прилеп, во Скопје, во Тетово или во неоддалеченото место. Тоа се ученици со побогато знаење, покомпетентни ученици и наставници кои што се разумно задоволни како од нивната работа и од постигањето на учениците. Но главно прашање што се поставува, како тоа, што се случува во кутијата? Обично, ако прашате некој што е надвор од образованието, ќе ви рече дека наставникот што се наоѓа во кутијата е виновен за се. Една од моите главни работи
на овој вебинар ќе биде токму да ве разубедам во спротивното. Не, наставникот е најважната алка за спроведување на образованието и градењето на една општност. Зошто е тоа така? Ефективното учење вклучува цели, кои што знаеме мора да бидат јасно дефинирани, постигнување. Зошто би постоеле целите ако не се стремиме тие да ги постигнеме? А неминовно е потребата за постоење на одредена поддршка, односно таа поддршка треба да се заснова на различностите на учениците, нивните различни потреби и надоградување на претходните знаења на учениците. Но тука се поставува прашање, што мора да направиме за сето тоа да функционира? Како прво, мој предлог е идентификување на учењето и потребите на учениците. Потоа како втор елемент се појавува следење на нивниот напредок, за да завршиме со соодветно приспособување на нашето предавање и поддршка на сите ученици во секое време без разлика на нивните способности и можности. Но, лесно да речеме што треба да се направи, но треба да се справиме со честите заблуди кои што се појавуваат. Една од најчестите заблуди е поврзувањето на алатките со цел. За време на пандемијата, во тие 94 недели, колку што според УНИЦЕФ бевме во локдаун, инаку најдолго во светот, различните алатки што ги наоѓаа наставниците ги користеа за се и сешто. Но алатката што наставникот ја користи за оценување не определува од каков вид станува збор за оценување. Туку, целта и начинот на кој што се користат информациите што се собрани со алатката и активностите за оценување определуваат од каков вид на оценување се работи. Овој ќе го повторам во неколку наврати во различен контекст. Кога зборуваме за оценување, треба да разграничиме два вида на оценување. Првиот вид на оценување ќе биде оценување на учењето, а вториот вид на оценување ќе биде оценување за учење. Оценувањето на учењето ќе го изградиме преку градење на еден мозаик од заедно поврзани елементи. Оценувањето на учењето всушност представува првиот дел од мозаикот на оценување, кој што го представува сумативното оценување, кој е насочено кон мајсторство и вообичаено се користи на крајот од процесот на учење. Како втори елемент кој што произлегува од сумативното оценување е евалуацијата на наставниците. Не така одамна имавме екстерно оценување, по кое што преку сумативна оценка се обидуваа да го некој надворешен фактор или државата да направи евалуација на наставниците, односно за квалитетот на нивната педагогија и работа, а со тоа и квалитетот на нашите училишта. Како трет елемент од мозаикот за оценување на училиште, и ги спомнеме исходите и компатибилноста на истите. Односно, тоа се рамките на компетенции кои што мораме да признаеме дека се превземени од Европската референтна рамка на компетенции. Но тука наставникот е исправен пред предизвик. Тој треба да се променува во од. И како последен елемент во мозаикот на оценување на учењето се банките на прашање. Знаеме дека за време на екстерното оценување кое што постоеше, банките на прашање беа генерирани за секој предмет, не беа направени од наставниците, но беа направени од надворешни лица. Што се однесува за оценување за учењето, пред се мислиме на формативно оценување. Но овој пат мозаикот ќе го разгледуваме на следниот начин. Што представува формативното оценување? Тоа се информации собрани преку оценувањето, истите се користат за идентификување на потребите за учење. Тоа е поврзано пред се, затоа што мора да биде персонализирано. Втор елемент од мозаикот треба да е континуирано, потекот на наставата и учењето и треба да биде адаптабилно. Нареден елемент, навидум не поврзан со оценувањето за учењето, е дијагностичкото оценување. Некои ќе речат дека е посебен вид на оценување, а некои ќе го сметат како составен дел од оценувањето за учење.
Диагностичкото оценување е многу важен прв чекор. Почетокот од секоја година, секое полугодие, секој циклус, па дури и секој час. Тоа ни дава информации за тоа што училе, а што не научиле учениците во претходните содржини. Кои погрешни верувања ги имаат, кои грешки им устануваат, кои заблуди ги прават и така натаму. Како посебен дел од мозаикот на оценување за учењето, ќе го разгледаме прилагодувањето на наставата, што можеби представува и најтешкиот дел. Односно, тоа представува креирање на активности за учење и поучување, кои ќе им помогнат на учениците да ги исполнат своите цели. Погледнете ги овие парчиња што беа. Задачата на наставникот е сите тие делови да ги склопи во еден функционален мозаик. Ако било кое делче од оценувањето, гледаме тука недостасува, ќе имаме проблем. Повторно да се вратам на одговорот на прашањето од почетниот слајд со кутиите. Наставникот е тој што треба да го направи тоа и никој друг. Тоа значи дека неговата работа не е воопшто лесна. Сега ќе се обидам накратко да објаснам што требаше да направи државата, а со тоа што требаше да направи секој наставник во периодот кога настана ковид ситуацијата, односно во секој период кога ќе имаме прекини, односно нарушување. Ќе ве вратам во периодот на 11 март пред 2 години. Сите не имавме подредено некакво подготвено, некакви активности за учење, односно поучување. Но тој 11 март добивме информација дека нема повеќе да се изведува настава поради ковид пандемијата и училиштата се затвори. Нашите училишта, за наша несреќа, останаа затворени најдолго во Европа, па можеби во светот. Но кога добивме информација дека тие ќе се отворат, задачата што требаше да ја направи секој наставник, секој училиште, па дури и државата, да направи диагностичко оценување. Наставникот треба да определи што учениците знаат и што можат да направат во тој момент. Затоа што, да напоменам, ние имавме настава за време на пандемијата. Но каков беше незиниот квалитет? Како тоа може да се поврзи со нешто тоа што учениците треба да го учат во тој момент? Откако ќе се одговорат овие диагностички прашања, требаше да знаеме какви дополнителни промени или помош ќе може да се понудат од државата на училиштата и на наставниците, а потоа и на наставниците кон учениците. Откако ќе знаеме каков вид на помош имаме, ние можеме да почнеме со прилагодување на нашето планирање и на нашето предавање во зависност на новата ситуација. И на тој начин започнуваме со активности кои што првично беа планирани на еден начин, а сега се изведуваат на друг начин. Почнува циклусот на формативно оценување, кој е непосредно поврзан со комуникација на сите инволвирани елементи и страни. Сега ќе продолжиме во исто темпо, односно како да го градиме формативното оценување во наставата и учењето. Видовме дека не е така едноставно. Сега ќе земеме два многу важни елементи, а тоа е диференцијацијата, која што може да биде на различни содржини, со различни активности, да понуди различни средини за учење и сето тоа во зависност од слабите или јаките страни, како и потребите на учениците. Но диференцијацијата оди заедно со поддршката, односно со креирање на рамка. За да го објаснам овој процес, ќе се обидам тоа да го направам со градење на скеле при изградба на куќа или висококатница или зграда. Скелето почнува да се гради кога големината на куќата е доволно висока или зградата за да не може да се изгради стоејќи на земјата. Скелето има улога за поддршка и подкрепа на мајсторите при изработувањето на истата. А кога ќе биде завршена изградбата на куќата, скелето, како што знаеме, се отстранува. Ова истото се случува и со поддршката што ја спомнавме тука. Таа се прави за да се обезбеди прогресивно градење на знаењата и вештините на учениците, преку поврзување на нивното учење со она што учениците веќе го знаат и можат да го направат. Оваа поддршка
може да биде дадено од соученик или пак од ученик или од наставник. Многу е битно дека поддршката треба да биде наменета за секој ученик поединечно и таа мора со текот на време да се отстрани. Затоа што учењето е здраво ако ученикот напредува со нова подкрепа за нови елементи. Тоа беше накратко она што требаше да го знаеме од првиот модул и кое што подетално ќе биде разработено за време на обуки. Она што го избравме, вториот модул, кој што се однесува на имплементација на формативното оценување, целите се, ќе се запознаеме со циклусот на формативно оценување, ќе го прилагодиме циклусот на формативно оценување во различен контекст, односно за време на обуката ќе имаме многу практични дискусии како да го промениме сето тоа. Како трета цел на практичната обука ќе биде кои се клучните принципи на квалитетно формативно оценување. Тогаш ќе видиме кои се тие 6 главни принципи. За оваа наш вебинар вечерва ги одбрав следните елементи. На почетокот ќе се запознаеме со тоа што вклучува формативното оценување. Накратко во интерес на време. Пред се наблюдувањето. Наставникот стои на страна и наблюдува. Но наблюдувањето треба да биде целно. После наблюдувањето треба да следи комуникација за тоа што е забележено и видено директно текот на наставата. Потоа комуникацијата треба да предизвика толкување на различните комуникации што се случуваат помеѓу различните елементи или чинители на образованието. Комуникација ученик-ученик, наставник-ученик, ученик-родител, наставник-родител. Потоа, после толкувањето, неминовно треба да се донесат одлуки и тоа одлуки во реално време. За потоа да го завршиме кругот и да започнеме ново наблюдување. И сето тоа под будното око и под микроскопот на наставникот. Како продолжение ќе го објасниме циклусот на формативно оценување. Се во образованието се одвива циклично. И тоа е една од главните карактеристики на образовните процеси. Во текот на тоа циклично изведување на сите процеси може да се користи и циклусот за промена и подобрување на квалитет. Почетокот, циклусот на формативно оценување започнува со разјаснување на целите за учење и како тие се постигнуваат. Потоа, откако ќе ги разјасниме целите, наредно треба да се извлекуваат информации. Информации за тоа што учениците мислат, знаат и што можат да направат. Потоа се преминува, откако ги извлекувме информациите, по нивна интерпретација, односно толкување. Што тоа што ми го кажа или го разбрав од учениците, значи. По интерпретацијата треба да направиме план за соодветно постапување. На тој начин го затвораме циклусот на формативно оценување. Откако се запознавме со циклусот на формативно оценување, ќе кажеме неколку зборови за тоа како се изведува наставата и како овој циклус на формативно оценување ќе може да се примени во сите начини на изведување на настава. Сега ќе обидам нешто побрзо да го представам овие начини на изведување на настава. По хоризонталната оска, одејќи од лево кон десно, ни се средините, кои што најлево ни се со ниска технолошко опременост, значи со мала количество на технологија, а крајно десно ни се обкружувањата со голема технологија. И односно високотехнолошки обкружувања. Вертикално нагоре асинхрониот начин на настава, а долу на негативниот дел, но не во негативна конотација е синхроната настава. Некаде на почетокот, во ниско технолошко обкружување, доминира асинхроната настава, каде што учениците добиваат материјали на хартија со инструкции. Некаде на средината ги имаме асинхроната и синхроната настава, пошто и ќе знаеме, следевме обуки и тука на Arduino за тие. Само главната разлика, затоа што покасно ќе ни треба. Асинхронниот начин на настава се изведува, а во други моменти со наставникот. Значи, карактеристика е тоа што учениците и наставникот
можат да изведуваат активности во различно време, а додека во синхронната тоа мора да го прават во исто време. А во високотехнолошките обкружување, во синхронната настава ние имаме нашата национална платформа за учење на далечина, а во синхрониот дел имаме делот од Microsoft како составен дел од националната платформа на учење на далечина. Сега ќе почнеме да го разјаснуваме циклусот на формативно оценување со неговите елементи, кои што повторувам, многу во детали ќе бидат објаснети со многу примери за време на практичните обуки. Во делот на разјаснување ќе ги разјасниме целите и очекувањата, потоа критериумите на успех кои што треба да бидат познати и јасно истакнати уште на почетокот. При тоа ќе треба да одговориме на прашањето што им е потребно на учениците за тие да бидат успешни. Имајте, одговорот на ова прашање не е нималку едноставен и тој представува патоказ за нас, но и за нашите ученици. Патоказ во смисла каде одиме, како ќе стигнеме таму и како ќе знаеме дека сме пристигнале на тоа место каде што тргнаме. Одговорите на овие прашања откриваат потреба од дополнителна диференцијација, затоа што одговорите не се така едноставни. И ако одиме со еден пример за сите, тоа нема да можеме да го направиме така лесно. Дополнителната диференцијација ќе ја разгледаме 4 аспекти, како диференцирана содржина, диференцирани процеси, диференцирана средина за учење, па дури и диференцирани производи. Сето тоа дава на тежина на работата на наставникот. Повторно ќе се вратам на првиот слайд и кутиите во кои што наставникот беше одговорен. А видите што се тој треба да менаџира. Од циклусот на формативно оценување, сега ќе се задржиме на делот излекување на информации. Но при тоа, излекувањето на информации ќе го разгледаме од два елементи, од два аспекти. Првиот е при настава во живо, а при тоа при дигитална, хибридна, асинхрона или синхрона настава. Треба да се запрашаме кои се тоа информации, какви се информации излекуваме при настава во живо. Најчесто преку одговори прашања и запишување на одговорите на бели табли, на таблата, на стикери, на смарт табла, работа во пријатели или во мали групи или во парови, при писмени или устни објаснувања. При тоа учениците при настава во живо можеме да извлечеме информации ако тие одглума или го нацртаат нивниот одговор. Ова се само дел од начините како можеме да извлечеме информација. А додека излекувањето на информациите е слично, а дури и можеби во некои елементи различно при настава на далечина или хибридна настава. Тогаш ја користиме платформата со сите нејзини елементи, се разбира ако добро тоа ја владееме, можеме да искористиме и собите што служат на нашата национална платформа за учење. Ако, например, имаме синхронна настава, може да побараме одговор на порака со запишување на број кој одговара на одговор. Или пак ако имаме асинхронна настава, можеме да вклучиме делови за проверка во самиот материјал. Тоа најчесто го правиме со ставање на квизови. Постојат различни алатки за кои што ќе зборуваме нешто покасно. Откако излековме информации, сега истите треба да ги интерпретираме, односно да ги толкуваме. Толкувањето треба да биде во однос на она што го знаат учениците и може да го направат врз основа на целите и критериумите за успех. Инаку, да напомениме дека критериумите за успех треба да бидат јасно поставени на почетокот од часот, наставната целина или активност. А доказите за толкувањето мораме да ги направиме веднаш или подоцна, но никако подоцна од наредниот час, односно наредното повторување. И последниот елемент од циклусот на формативното оценување е соодветно постапување. Откако ги разјаснивме работите, ги излековме потребните информации, истите ги толкувавме, што треба да направиме? Ние можеме да ја проучиме содржината на малку поинаков начин. Можеме да понудиме дополнителни материјали за да им помогнеме на учениците. Можеме да обезбедиме дополнителна помош на оние што му треба.
Дури можеме да ги приуредиме активностите што сме ги планирале за тој час или за следниот час. Можеме да одлучиме дали оделението е подготвено за продолжи за наредниот час. Сите тие одлуки треба да бидат донесени во реално време. И најважно, да одвоиме време за детално да се запознаеме со сите алатки и опциите тој што ги нудат. На тој начин го завршивме и вториот модул од она што можете да го видите за време на обука. Пред да продолжиме на модул 3, една кратка информација да размрдаме дека потребни беа само 8 минути за да се пополни максималниот број на посетители на овој вебинар. Тоа покажува дека сите сме желни за нешто ново. Кога прв пат се подготвував или кога ја следев обуката, а што сега ја представувам пред вас, речи си секој трет поим ни беше познат. Формативното оценување, па да, тоа го работиме ние секогаш по нашата секојдневна настава. Но, дали тоа го применуваме, колку го применуваме и дали тоа е во контекст како што треба. Токму тоа се прашањата на кои што ќе добиете одговор, се надевам денес, за да ве заинтригираме, а подетално за време на обука. Во модулот 3 ќе ги дискутираме стратегиите за формативното оценување. Тука ќе спомнеме 4 различни техники за формативно оценување. Нивната цел и како се користат. Зборуваме за 4 видови на прашања при формативно оценување. Тука ќе ги напомнам, а за време на обуката детално ќе ги разгледам. И како крајна цел, трета цел за овој модул, за време на обуката. Значи тука нема да можам, но за време на обуката ќе се оспособиме за пишување на ефективни, богати и диагностички прашања. Како прва техника на формативно оценување, напомнам наблюдувањето на ученици. Наблюдувањето вклучува земање на белешки за она што го гледате, слушате и вклучувајќи. Пред да ги направам кои се сите тие карактеристики, морам да напомнам дека нешто што беше новина после реализацијата, не дека не го знаевме тоа, но после реализацијата на обуката е потребата за водење на рефлексивен дневник, односно дневник за учење, како на наставникот, така на учениците. Затоа што нема да бидеме во состојба да ги следиме сите тие работи што треба да ги направиме, ако сакаме да се приближиме кон остварувањето на целите. Наблюдувањето на учениците вклучува во нашите белешки, во нашиот дневник, како учениците реагираат на содржината, прашањата што би можеле да ги постават, одговорите што ги даваат на вашите прашања, како тие комуницираат со своите другари работејќи во групи. Како втора техника, ќе напомнам, техниката диалог со намера или со цел. Некаде во некоја литература тоа се спомнува како намерен диалог. Всушност, тоа е диалог кој што е креиран да открие како учениците доаѓаат до одреден одговор. Овој диалог е ориентиран, е насочен кон целта на учењето, односно, се што правите е во насока на остварувањето на целите, па нели тоа е нашата примерна работа. При тоа, овој диалог обезбедува богати информации за разбирањето, идеите, мислењата, заклучоците, мисловните процеси и заблудите. Токму ова ја повлекува потребата за водење на еден таков рефлексивен, или јас би го нарекол, дневник за учење. Овој диалог со намер, или намерен диалог, би бил успешен доколку се исполнети следните 5 елементи. Се одвои доволно време и внимателно се планира. Имаме јасна цел, како за дискусијата, така и за очекувањето. Намерниот диалог е успешен доколку тој извлекува информации за разбирањето, за заблудите на учениците и сето тоа образувајќи го со целите на учење. Намерниот диалог мора да дава и поддршка на учениците преку моделирање, како да се вклучат во дискусијата. Клучен елемент е дека ваквиот диалог мора често да се практикува, да можат учениците да го научат. Намерниот диалог исто така се користи при назначување. Сите ние сме практичари во наставата.
И кога се наоѓаме во училницата, забележуваме дека во одредени периоди некои ученици како да забегуваат во сопственото размислување. Токму тој, во тие моменти, ние го користиме намерниот диалог, со намера, со интенција, да го скрениме вниманието на учениците, да му дадеме пример или да го оспориме она што тие го размислуваат, со цел да ги придвижиме кон разјаснување на празнините кои што евентуално би се креирале ако продолжат на начинот што е погрешен. Трета техника, а може би и најважна од сите овие техники, се прашања. Сите поставуваме прашања, но ќе видиме какви треба да бидат, а започнеме со ред. Поставувањето на вистински прашања на правилен начин е многу важно. Како за диалогот помеѓу целото одделение, така и групата, и тој пред се да биде наменски, односно да има цел. Кога поставуваме прашање, пред да го поставиме прашањето, треба да одвоиме неколку моменти да размислиме. Но зашто? Јас одбрав со оваа пригода 5 елементи. Колку често и како поставуваме прашање? Зошто го поставуваме секој од нашите прашања? Дали нашите прашања се отворени или затворени? Кои стратегии за поставување на прашање ги користиме? Дали нашите прашања ги пишуваме на табла, ги кажуваме гласно, или пак правиме листа со нив и му ги даваме на учениците кои што треба да ги одговорат? Или пак можеби треба да размислиме за тоа што ни кажуваат одговорите на учениците, како за нивното учење, така и за вашето предавање. Кога се поставува прашање, треба да се зема во предвид, треба да се земат следните неколку елементи. Тоа е фреквенцијата. Колку често се поставуваат прашања? Со која цел се поставуваат прашања? Како се креирани прашања? Дали тие убаво изгледаат, се украсени и така натаму? Начинот на кој што ќе се постават прашањата, тоа пред се зависи на начинот на изведување на настава. Тоа значи дека прашањата може да се користат и смеат и треба да се користат секаков вид на настава. Последно, која е употребата, може би најважниот дел на прашање. Кога веќе видовме кои се основните елементи, се веќе ги спомниме 4 видови на прашања за кои што ќе збориме, ќе кажеме по некој елемент. Тоа се богатите прашања, диагностички прашања, прашања за пресек или прашање на раскрсница некаде се среќаваат, серијата од прашања и сите тие се насочени кон формативното оценување. Богатите прашања бараат од нас и од учениците длабоко размислување, односно одговарање на помали прашања да се дојде до заклучок или одговор. Тие треба да бидат предизвикувачки, да ги охрабруваат учениците да интегрираат повеќе идеи, да иницираат процеси, најчесто во повеќе чекори кои вклучуваат моделирање, експериментирање, обиди и грешки. При тоа пред се треба да тестираат. Тестираат идеи и најчесто заради тестирање обично се тестираат во групи. Диагностичките прашања треба да ги имаат следните карактеристики. Тие се наменети за идентификација или откривање на заблудите што постојат кај учениците. Тие даваат брза слика, односно диагностичките прашања не треба да се користат за поттикнување на дискусија. Сватете диагностичките прашања како обична слика што ја правите со вашиот мобилен телефон. Сликата фаќа само еден момент од ситуацијата и при тоа не интересира или пак кога би ја споделиле сликата, никој не знае што се случило пред моментот на сликата и после моментот на сликата. Истото тоа се однесува и на диагностичкото прашање. Секако потребна е помош при проценка, која што треба да ви помогне вас како наставници, тоест нас како наставници, на нашите ученици во проценката кои чекори треба да ги превземеме. Кога сме кај делот кои чекори треба да ги превземеме. Најчесто се поставува прашањето пред нас
дали учениците навистина се подготвени да продолжат понатаму. Ако е тоа така, односно тие се подготвени да продолжат понатаму, што ние како наставници можеме следно да му понудиме за да ги придвижиме кон нивните цели. Но ако учениците не се подготвени да продолжат понатаму, што тие и вие како наставници во ситуацијата можеме да направиме за да ги отстраниме заблудите, грешките и проблемите што довеле до негативен одговор. Ефективното диагностичко прашање не е едноставен процес. Ќе видите дека се разликуваат 6 негови елементи. Како прво, ефективното прашање треба да биде јасно, односно учениците мора да го разберат прашањето. И при тоа, опциите за одговор треба да бидат различни. Ефективното диагностичко прашање треба да биде фокусирано. И тоа има за цел да процени еден концепт или вештина за ефективно диагностицирање на проблеми и заблуди. Тие прашања треба да бидат концизни, односно треба да бидат кратки, за да се користат брзо за насочено делување и одлуки. Ефективното прашање треба да открива. Тие треба да ви кажат што учениците не разбрале без да барате дополнително испрашување. Односно, не треба да се надоврзите со прашањето зошто. Ефективните диагностички прашања треба да бидат точни и прецизни. Односно, одговорите на учениците точно укажуваат дали имаат заблуди и кои се тие. При тоа многу е битно. Ученикот не треба да може точно да одговори на диагностичко прашање ако погрешно ги разберал клучните концепти. И на крајот, тоа треба да биде индивидуално. Треба да поставувате диагностички прашања до сите ученици, но да барате индивидуални одговори. Накратко ќе спомнам уште два вида на прашање кои што детално ќе бидат разработени за време на обуките. Тоа се прашањата на пресек, кои што всушност представуваат диагностички прашања. Овие прашања некаде се викаат и прашања за вкрстување. Тие прашања се користат за време на часот или блиску до крајот на лекцијата. Но, како практичар, имам забележено дека во текот на работата, секогаш, кога треба да преминиме од еден елемент на часот кон друг елемент, некако се јавува некоја природна празнина, природна тишина. Таа тишина е токму моментот за користење на вакви вкрстени прашања. И овие прашања кажуваат што ќе им треба следно на нашите ученици, што треба да го направат, што треба ние да направиме за да ги поддржиме во насоката кон остварување на целите. За да го илустрирам се тоа, ќе се користам со следните можности, каде што во знакот двете патеки што се прикажани со стрелки, всушност се различните патишта кои што сте персонализирани за секој ученик. Сите имаат различни потреби, различни знаења, но сите се насочени кон јазолот остварување на целта. Но кога ќе дојдат во јазолот, се отвораат повеќе патеки, односно повеќе начини на реализирање на целите. Токму поради тоа, по јазолот, тој е моментот на тишина, каде што треба да се искористат овие вкрстени прашања. Тие имаат за цел да помогнат да се процени какви чекори ќе треба да преземат учениците за да направат напредок. Последниот вид на прашања се серијата од прашања, кои што всушност се низа од прашања кои се постепено попредизвикувачки. Секое наредно е посебна приказна за себе. Односно, секое прашање треба да се фокусираат на клучните концепти и вештини. Секое наредно треба да е попредизвикувачко од последно, од тоа предне. Тие можат да вклучуваат прашања со повеќе кратен избор или затворени прашања, но ако се користат затворени прашања, одговорот треба да биде само еден збор. Многу е битно, бидејќи во оваа серија на прашања имаме низа од последователни прашања, многу е битно да му се дадат на учениците и да се види до кое ниво можат да пристигнат со нивните одговори.
На тој начин, вие ја проверувате длабочината на нивното знаење. Наредниот модул ќе биде многу краток, затоа што немаме ни место, ни време, ниту таков е карактерот на овој вебинар да зборуваме за алатките и активностите за спроведување на формативното оценување. Туку само накратко, таксативно ќе ги наброиме истите. Ќе дадеме опис на некои активности, ќе ги адаптираме активностите за формативното оценување и ќе кажеме како тоа се спроведува асинхроно и синхроно. Алатките што ги користевме ги подели во две групи. Алатки за богати прашања и наменски диалог и за диагностички прашања. Од сите алатки што ги имаме и ги слушнавме и што ги користиме и ги знаеме, детално ќе бидат разработени за време на обуките. Како тие се може да се користат во различни елементи. Од овие сите јас избрав за ова наша средба обратните прашања и одговори. Тоа се прашања во кои што вие на учениците им го давате одговорот, а од нив побарувате да состават прашање за одговор. Исто тука се напомнува и рефлексивниот дневник, кој што е многу битен да се води како за учениците, така и за наставниците. А додека за диагностичките прашања, тука се најразличните белешки, гласањата што се на виртуелните табли, whiteboard, кој што ги има најразлични елементи со сите тие можности во нив, а белешките што може да се оставаат при таблите, на различни анкети какви што имавме на почетокот од овој вебинар и така натаму. Особено значаен е последниот дел, делот за други формативни алатки за оценување на разбирањето на учениците. Јас во пракса ги користам, тука се избрани тоа што најчесто јас користам, тоа се копии од работа на учениците од минатото, во која што учениците имаат задача да откријат грешката што е направил ученикот и истата да ја образложи. Исто така системот на семафор, во кој што секој ученик има 3 картони во боите на семафорот. Црвениот картон значи дека јас воопшто не разбирам. Жолтиот картон, јас знам, ама не сум сигурен во тоа што го знам, а зелениот значи целосно разбирам. Пробајте, па ќе видите што тоа може да ви донесе во вашата училница. Ако користите проекти, ќе ги користиме во сумативни цели, но овдека, во формативно оценување, не смеете да пишете оценка за нив. Туку користете ги за водење на учениците во нивното учење. Тука спаѓаат различни портфолија, собствено портфолио, e-портфолио и така натаму. Но, во последниот дел е тоа што сакам да го споделам со вас. Во дневниците за учење, рефлексивниот дневник, дневникот за учење. Многу често добивам кога почнав да го работам со моите ученици, што треба да водам јас во мојот дневник. Јас му викам на учениците, одговорете ги дел од следните прашања и имате се што ви треба. А тие се, што знаевте кога ја започнавте оваа лекција? Што научи? Што ви беше тешко за време на лекцијата? Што те збуни? Како ги реши овие предизвици? Кои стратегии ги користете во текот на целата лекција и ви помогнаа подобро да разберете? Што најмногу уживаше во лекцијата? Пробајте, ќе видите, резултатот е феноменален. Зборуваме за синхроно и асинхроно оценување, но сега внимавајте, не зборуваме за синхрона и асинхрона настава. Туку, синхроно и асинхроно формативно оценување. Асинхроно оценување се одвива во различно време со пренесувањето на содржината за учење, тоест со часот. Додека синхроно формативно оценување се одвива интегрирано со проведувањето на часот. Некои елементи на асинхроното имаме повеќе време за идеи и дополнително време, односно можности за учениците за размислување. Брз, јасен повратен одговор и холистички пристап имаме кај синхроното оценување. Но главна карактеристика на двете оценувања е дека даваат јасни насоки, поврзување со претходното учење, тековната содржина. Истите се користат во донесување на одлуки. Ова е елементот како формативното оценување може да се користи во синхроно дигитално учење. Ова е примерот што ќе биде детално образложен за време на обуката, во кој што се прикажани сите елементи
од формативно оценување спроведени во синхроно учење или учење на далече. Ова ви го оставам за кога ќе ја работиме работилницата на обука. И накратко, во 2-3 минути, целите на модул 5, значи се доближивме до крајот на овој наш вебинар. Целите на модул 5 се комуникацијата и повратните информации, потоа како да се користат информациите од формативното за комуникација со родителите и како да се фасилитираат повратните информации. Кога станува збор за комуникација, пред се редовноста е клучна за развивање на кооперативен однос меѓу вас, вашите ученици и нивните родители, односно старатели. Комуникацијата мора да се гради уште првите моменти кога детето е во вашето поделение. Кои се теми на комуникација? Постојат многу. Нема да ги читам после. Јас во оваа ситуација одбрав 6 теми за комуникација, најкратко ќе спомнам некои елементи од нив. Можеме да зборуваме за јаките страни, талентите, контекстот во кој се учи, резултатите од оценувањето, некои ефекти од спроведени интервенции, повратните информации, или пак може да се дискутираат одлуките за наставата и учењето, што ги засегнуваат сите инволвирани страни. Форматот на комуникација, знаеме, најчесто е неформална, може да биде неформална и налечина преку телефонски повици, SMS пораки, знаеме дека колку касно звонат телефоните. Може да биде комуникацијата и формална преку родителски средби, отворени денови, состаноци и така натаму, а може да биде и групна преку билтени, весници, веб страни, форуми и така натаму. Кога се зборува за комуникација, повратната информација е клучна. Затоа што повратните информации се конструктивни, овозможуваат да се интерпретираат информациите од оценувањето со фокусирање на напредокот, обезбедуваат акциони насоки за тоа што вие и вашите ученици можете да направите. Овој дел треба да ја спомнеме матрицата за повратни информации на 3 различни нивоа. Првото ниво се задачите, второто ниво е процесот, а третото ниво е само регулацијата. Односно, тоа е поврзано со одговорот на следните 3 прашања. Каде одам, како одам и каде следам. Повратните информации што ги даваме на учениците треба да ги имаат следните 6 карактеристики. Да се фокусирани на учењето, да се тековни и редовни, да се специфични, да се комплетни, да се диференцирани и инклузивни и на крај да бидат колаборативни. И уште само 2 слайдови од ова денешно мое излагање. За универзалниот дизајн на учење, за време на обуката ќе имаме цела сесија, односно рече си еден цел ден. Ова представува дизајн за учење, креиран во 2018 година, како што можете да забележите, и може да се користи во сите предмети, во сите ситуации. Јас сега ќе се обидам во 3 реченици тоа да го синтетизирам. Овој дизајн за учење вклучува повеќе начини на вклучување, односно тој одговара на делот зошто на учењето, кој го стимулира интересите и мотивацијата на различни начини. Нуди повеќе начини на репрезентација, што одговара на што на учењето. Презентирајте информации и содржини на што е можно повеќе различни начини и повеќе начини на акција и изразување, односно одговара како на учењето, што сушност повторно е поврзано со диференцирање. И на крајот, овој шематски приказ, што може би втор пат го забележувате во текот на денешното излагање, го представува циклусот што треба секој наставник да го помине за да го примени формативното оценување без разлика за тоа каков вид на настава работи. Ќе искористам 1 минута за тоа да го објаснам. Почнува со дијагностичко оценување, дополнување или поддршка на учениците. Потоа преминуваме кон планирање на часови, а по планирањето имаме реализација на наставата, учењето и формативно оценување. Првата сина стрелка, што враќа назад, е тоа за време на часот. Значи, циклусот што се повторува за време на часот, има намера да ги откриеме заблудите кај учениците,
да го приспособиме нашето предавање во тек, да обезбедиме поддршка. А додека втората стрелка што води назад, забележувате, тоа е после наставната содржина, во која што ние треба да го прилагодиме нашето планирање на часови врз основа на она што сме го забележале за време на часот. А од време на време, затоа пишуваме тука прекувремено, мораме да се прилагодиме, да се вратиме назад и да направиме диагностичка слика на она што се случува. И сето тоа се повторува. Ова уште еднаш покажува колку е комплексна работата на наставниците. Со тоа, јас го исцрпив сето тоа што планирав да го презентирам пред вас, а за повеќе детали ве поканувам на обуките кои што дополнително ќе се организираат. За сите прашања што ги имате, можете слободно да ги пишете во четот, за кој што ќе дискутираме покасно. Јас во овој момент би сакала да се заблагодарам на нашите говорници денеска. Навистина вашето излагање беше обширно, но и со задоволство ве следав. Од една страна како модератор, но од друга страна како долгогодишен оделенски наставник, многу ми значеше вашето произнесување денес. Би сакала во овој момент да најавам за сите оние наши следачи дека во интерес на времето, во оној интерактивен дел кој што ни следи во продолжение, ќе имаме само 4 прашања, затоа јас поканувам сите вас да се префрлиме во моментов на минути со цел да одговориме на веќе поставените прашања. Веднаш ни пристигнува првото прашање. Тоа е која дигитална алатка е најпогодна за формативното оценување? Ве молам било кој од нашите предавачи да ни се уклучи. Може еве Игор бидејќи Еве јас може. Добро. Ајде повелете на повелете Наталија слободно. Па ми го уморивте колегата, нели? Сега малку да го одмориме. Игор може да се напиеш чаша вода додека јас еве ќе земам малку збор. Ако се сеќавате, во еден од слайдовите веќе имаше момент кога Игор спомна која е најчестата заблуда, а тоа е која алатка е добра за синхроно, а која за асинхроно оценување и така натаму. А всушност, она што е потребно да се истакне дека нема дигитална алатка која што е погодна за формативно оценување, туку е многу важна целта која што сакаме да ја реализираме при формативното оценување и тогаш согласно целта ние користиме дигиталната алатка. Значи, наставникот прави избор за да ја постигне целта која што сака да ја обезбеди во учечко-поучувачкиот процес. Така, ви благодарам многу, Наталија. Се надевам дека одговорот го проследија нашите следачи. Следното прашање ни вели, според вас, кој вид на диагностичко оценување, значи тука станува збор за синхроното или асинхроното, е поефикасно во наставата? Ајде сега. Јас би се обидол да одговорам тука, како што можете да слушнете дека синхронното оценување и асинхроното оценување двете имаат предности и недостатоци. Значи, секое оценување по различен модалитет на изведување на настава се има своји предности. Затоа не смееме да кажеме дека да преферираме еден во однос на друг. Контекстот во кој што ќе се реализира наставата или целта ни диригира што ќе определиме во моментот. Така, ви благодарам на одговорот. Следното, трето прашање, велим, што со оценувањето кај некои од странските јазици за учениците со посебни потреби или атипичен развој, би рекла јас. Ова прашање може Ќе се обидеме малку ескокотливо, мислам, не ескокотливо, прашањето е прекрасно, но прашањето е на место, бидејќи нас не стави сега во позиција, барем мене, ова е посебно прашање, бидејќи ние воопшто не спомнавме за нешто што е адекватно за ученици со посебни потреби, но исто така би сакала да напомнам дека во текот на наставата, како што ние постојано учиме и успеваме да адаптираме одредени алатки за потребите на часот, така и овде, во случајов кога се работи за изучување на странски јазици за ученици со посебни потреби, има плејада на дигитални
на дигитални алатки. Јас не сум толку многу информирана како Игор во однос на алатките кои што ги има на нашата платформа, иако сум љубопитна информатички, но не сум ги користела на ист начин како Игор. Но сигурна сум дека во тие алатки кои што се веќе понудени може да се искористат добар дел од алатките токму за овие ученици. Игор, дали имаш ти предлог конкретен за некои од овие алатки кои што веќе ги има, бидејќи ти си практичар и веќе користиш алатки? Предлогот би го оставил за вебинарот број 2, како најава тоа што ќе следи, би кажал дека во еден момент спомнавме инклузивно образование. Тоа значи дека сите се вклучени, и ако добро следевте во текот на излагањето, формативното оценување нуди начин, ако добро се спроведе, да се побара помош и, како што ја нареков јас, поддршка за тие ученици. Токму таа поддршката на овие ученици, тие ученици да го постигнат својот максимум, е она што ќе биде крајен резултат на дијагностичкото оценување ако се спроведи како што треба. Во ред, ви благодарам. Врз основа на вашето произнесено можеме да заклучиме дека допрева ни следат доста едукативни и интересни вебинари. Затоа ќе ги поканам јас нашите следачи да продолжат и во иднина да не следат. Со тоа што сега одиме кон последното прашање, кое што вели која дигитална алатка е најпогодна за формативно оценување? Да пробам јас како како лаик или помалку вешта во однос на Игор, а Игор ти коригирај ако јас нешто не се сомневам. Повелете. Бидејќи јас на обуката која што веќе ја спомнав, а и на ова што сега го слушнав и во текот на целиот овој процес додека се подготвувавме, зборувавме за формативно оценување. Што мислите, има ли погодна дигитална алатка за формативно оценување? Нема, секоја алатка е добра, корисна, ако може да го добиеме она што го очекуваме. И сега во овој случај, ние нели рековме дека ќе имаме асинхроно и синхроно оценување, дека тоа ќе зависи од потребите на часот, како тоа би се реализирало и потребите на наставникот, како да дојде до посакуваните резултати, така да тоа би било секако повторно личен избор. Затоа јас сметам, како некој кој што постојано го обзервирава наставниот процес, онака од страна, не сум директно вклучена, бев практичар, ама во мое време не се соочувавме со вакви предизвици. Сметам дека секој наставник кој што е доволно љубопитен, а такви се во глобала најголем дел од наставниците, дека може да најдат одлична алатка која што ќе ги задоволи потребите на секој час. Но тоа не значи дека една, туку веќе Игор спомна кога ги набројуваше целите на модулите, дека се работи за повеќе дигитални алатки. Слушнавте, а пак ќе повторам, бидејќи се сведува на обуките. На обуките ќе има конкретни примери, прочитав во четот дека Игор обично нуди примери, тоа е точно, но природата на овој вебинар е информативен. Ние само денеска ве информиравме. Што ќе следи? А понатаму, кога ќе дојде моментот, кога ќе дојде објава за реализација на овие обуки, ќе можете да присуствувате и да научите многу повеќе. Јас ви благодарам на обширните информации, но морам само да потенцирам уште еден податок кој што господинот Игор го имаше во своето излагање, а тоа дека работата на наставниците е навистина тешка и многу одговорна, но од друга страна пак и најблагородната професија според мене. Со овој дел би го завршила интерактивниот дел на Ментиметар и продолжуваме кон она нешто што го очекувате сите вие, кон квизот кој што ни следи, но пред да пристапиме кон истиот, јас би сакала само да ви информирам дека доколку одговорите точно на најмалку 70% од прашањата во квизот што следат, овој пат ќе ви биде издаден дигитален сертификат, секако на вашата имейл адреса и тоа во рок од 2 до 4 недели. Но во исто време и ве замолувам да го пополните краткиот формулар кој што ќе го добиете за евалуација, бидејќи истиот ни дава еден добар фидбек да видиме како вие го гледате новиот концепт на Едуино вебинарите. Со овој вебинар го заокружуваме овој циклус на Едуино вебинари, кои што ни се посветени на колективното подобрување на образованието и тоа преку креирање и кокреирање на иновации. Во моментов исто така сакам да ве поканам за сите ваши прашања, сугестии, било што
што ви интересира, да ни се обратите на следните две мейл адреси, а тоа се webinar@maimuncheinnovationlab.mk и help@maimuncheinnovationlab.mk. Секако повторувам, официјалната веб страна на која што ќе ги добиете сите информации е www.eduino.mk. Квизот кој што ни следи, можете да го превземете на следниот линк кој што ви е даден, поточно можете да пристапите до него. Истиот може да се решава најмногу 15 на минути и да се поднесе во тој рок. Мора да ви напоменам и да ви потенцирам дека можност да одговорите на прашањата имате само еднаш и затоа ве молам внимателно да ги читате и одговарате прашањата, да ја внесете вашата точна имейл адреса со вашите податоци, името и презимето, бидејќи формуларот веднаш ги калкулира вашите точни поени и веднаш можете да имате повратна информација колку поени имате освоено на самиот квиз. Уште една насока како може да пристапите, значи можете да се приклучите на веб страната на Eduino, да го кликнете денешниот вебинар, вовед во формативно оценување, најдоле ќе излистате на страницата, од десната страна ви пишува квиз. Кликнувате на квизот и веднаш можете да почнете со одговор на поставените прашања кои што ни се подготвени од нашиот денешен презентер Игор, а секако одговорите веќе ги чуте во неговото излагање. Во овој момент јас би сакала официјално да ви се заблагодарам уште еднаш на сите присутни за вашето време, кое што на секого му е секако драгоцено, да ви се заблагодарам што во толку голем број не следите. Исто така сакам да ви се заблагодарам и за огромната поддршка која што ни ја давате. Секако дека ова е активност која што се реализира во живо. Од друга страна сакам да ни простите доколку сме имале било какви технички проблеми. Сакам да се заблагодарам на денешните наши обучувачи, предавачи за нивното обширно излагање и повторно да ви напоменам дека во продолжение следат и други подготвени вебинари, но секако и од септември ќе продолжиме со истото тема. Ве поканувам да се подготвите за почеток на квизот. Јас сум се уште тука, но следните 15 на минути ги препуштам на одговор на прашањата на квизот. Во продолжение можеме да го проследиме. Среќно!